Денес овде се наоѓаме на улицата Никола Парапунов, каде што град Скопје комплетно ја реконструираше. Како што можете да видите, изведена е и нова велосипедска патека што ги поврзува булеварот Илинден и Партизанска, односно велосипедските патеки на Илинденска и на Партизанска. Мислам дека ваквиот начин на работење дава дополнителна вредност на овие реконструкции на улиците што се прават, бидејќи ја зголемува безбедноста и на пешаците, меѓутоа и на велосипедистите, кои што се дел од сообраќајот. Ние како општина оваа година во предлог буџетот предвидуваме скоро двојно зголемување на парите кои што се однесуваат за субвенции за купување на велосипеди. Таа практика ја воведовме пред 3 години во првата година од мојот мандат во општина Карпош и сега ја дуплираме сумата бидејќи има навистина голем интерес кога има и ваква инфраструктура за велосипедистите. Неодамна, како што знаете, овде во Карпош 4 во насока на зголемување на безбедност во сообраќајот беше направен и нов режим на сообраќај на еднонасочни улици и дополнително беа поставени и лежечки полицајци околу Реонското училиште Петар Попарсов, повторно за зголемување на безбедноста на велосипедистите и на пешаците. Како што каже и градоначалникот на градот Скопје, инспекцијските служби, полициските службеници секако ќе бидат поприсутни на терен, меѓутоа мора секој да тргне од себе, мора сите граѓани да се посовесни, мора сите граѓани кои што возат автомобили да ги сваќаат и велосипедистите посериозно, бидејќи само така, каде што сите сме одговорни, можеме да добиеме едно поквалитетно општество и поквалитетни улици за движење и населби и град за живење.